Кога нема ред во производството, пласманот и откупот на земјоделските производи, тогаш градовите не се добро снабдени, а производителите понекогаш не знаат што да прават со своите производи. На пазарите царуваат препродавачите и тоа се апсолутните господари на тезгите. А купувачите и понатаму се приморани да одат на пазарите, таму каде што цените се вештачки зголемени, таму каде што полека, но сигурно им се подкопува животниот стандард. Браво, Жил. Јаболката тука ајти. Мирко Димчевски, ако знаеш. Ако стакаш да ми, на Мирко Димчевски. Те како се викаше? Куртиши Чамил. Куртишич? Чамил. Чамил. Да. По колко ги купи Чамиле? Не и купим. Но? Валла и ти кажем отворено. Му продавам, ми дава една надница. Колко надница ти дава? Ми дава 10.000. 10.000. Да. А колко кила ти даде Сабајле? Не Сабајле, он прекјучер ги донесе. Колко ти даде? Еве ти, 4 дана продаjem да ги видиш. Да ги видиш. Еве ти. Негова списак, негова работа, негова све. 418 килограма. Да, еве 4 дана ми донесе. По колко да ги продаваш? Како да иде? Како да иде? По која цена? Па еве 4, 5, понда остае 3, 2, како да иде? Према роба. Како да иде роба? А човекот од кое село? Мирко Димчевски од Трубарево, бе. А Мирко Димчевски? Димчевски може да видиш. Ја имал сум и полноморје, све само ми е краден со сречан. Пълномощното не признаваме. Не може да продаваш. Ако не може, туѓа стока не може да продаваш. У реду. Своја стока. Ќе се збереш и ќе ти земеме јаболките. Може сега. Ја не знам. Земи. Да знаеш. Ако де, ја не кажем ништо. Ако земи. Колко ги купи пивречињата, килограм? А колко ги купи? По 6 динари. А колко ги продаваш? 7 динари. 7 динари. Славе, ќе престанеш со работа. Ќе оставу, кажи ми, ќе оставу. Нема да ме дираш. Молу те, ќе Ќе те оставу. земемо да те дајмо на судија за прекршај. Знам за тој, ќе ме казнете. Ама сите работи и ја работи. Како кај мене дека бела коса имам ја право на мене и да се. Кад да дојде ја тука? Овој човек има задолжение по 1400 динара за оризот, а го продава со цена истакната 1500. За тоа изречена е мандатна казна на лице место од 8000 динара. Стари. Другар човек ја продава за Липковско езеро. Има граф од две цени 1200 и 1500. Без цени го продава и за тоа исто и на него изречено лице место мандатна казна од 8000 стари. Муртезани од Синџелич, а? Да, село Синџелич. Село Синџелич. Земјоделац. Земјоделац. Да. Пиперките од кај сте? Од Синџелич. Од Синџелич. Тврдиш дека со пипер... Со гаранција имам Со гаранција. 10 хектара земја, друже инспекторе. Овај Донесем ти пипер, производни лист. овај пипер. Овако имам и друг. И Не, овако имам. овакав. И овако имам и друг Овај имам. пипер е од Кавадарачко. Те прашувам за овај пипер. Овој не... Кој пипер? Сум рекол вчера и па ќе кажем. Грешил, винован, он и јас, 29 џака му оставил по 10 динара џак, тамо дал околу 300.000 динара, разочаран. Признајаме да сме учинили грешко. Друг ще не може. Не знам како да Значи кажем. овака се одзима, пиперот се одзима, ќе се даде на суде за прекршај. Вие тамо ако може да се ублажите овај дека не ви е било за продажба. А парите од продажбата ќе идат на депозитна сметка и после идат за фонд за социјални установи. Тоа да знае. Кај работиш ти? Уред. Јас работим у ПИОР. Ми се пружил прилика, пошто не сум само јас едини, 90% продавчи се овде. 90%. Видим луѓето како живеат, остали други, по јас. Гаши Ајреди. 500 милион дај. Најпаметно нема грешка. Каже други пат немој да правите ова. Нема тоа да се деси више. Готово. Реков другар јас. Јас банани давав некои по 3-4 динара килото 5.
a ovdje je izabra nešto malce poubavi, tada možem другите да ги покриjem. To nije bilo 10-20 kila, to je bilo, na primjer, oko 30-40 kila, bilo 5-6 kutiji rasipani, skapani kutiji, ja morav сега. Да ги покриеш, значи со овие Pa su поскупо ti ќе da ги продаваш. pokrijem сега, što da Koliko pravim? razlike su stvorile сега za ovdje работи? Говия работи. За бананите. Колко кила си продала по цена коштanje, koliko kila si prodala po zgolemena cena? Колко сголемена цена? Pa na 100 dinara, od 110 na 11 dinara na 12 dinara. Pa da. Колко си? Pa što sam сега, evo, една kutija sam samo dala, 10 kila. 10 A včera ima sam dala preko 50 kila više, 10 kutiji. Мандатна казна od 8.000 dinara, kolega. Да, за поскупо За поскупо продавање продавање. од задолжењето. Ти продаваш пак яйца. Да, продавам. За кого продаваш? За край. Презиме? Димитровски. По колко ти платиш što mu продаваш? Ортаци сме. Ортаца. Дай ми договора за ортаку. Нема, уопšte няма само sve. Немате? Нема нищо. Nema. Ti si penzioner. Da, Koliko imaš penzije? 250. 250 dinara. Dva puti si kaznovan, Нищо не съм казал. od dva puti si odzemano jajca. Да, Da, ti odzemano jajca, deka preprodavaš не tuđe. препродавам, не е точно да я препродавам. Daj mi dogovorat za Не е deka... точно да препродавам, друже Киро. Pa čija je farmata? На Трайко. Na trajku? Da. Kako, daj mi dogovor na koji osnov prodavaš jajca. Ти рекao я како стварта. Kako to? Я ти рекao и у суду и ти tu. И на тебе. Ne, daj mi Договор svega да се dogovor. плаќа там у општина. Немам ништо ја кај мене. Ево, Трајко, викните со него се Nema se разговарате. trajko, ti prodavaš ovdje, Molim trajko lepo. nikogaš ne može ga vidimo ovdje. Како не, сега беше пред малку си отиде. Pa dobro, trajko je na rabota. Pa dobro, na rabota došao ne do može ovdje. biti ovdje. Нема ништо со мене да тражите од мене, Mama, ништо. nema će te preklatimo od ovdje. Молим лепо, Pak će ti zemem jajca. собирам би A готово. tako, da ih sobereš, Nema ništa. ako Nema ne protiv. će ti zemem pak jajca. Молим, немам против ништо. Ево го, него со него се расправите. Што мене ме ту теретите? Ме викна човек така и сега сме ортаци у општината со Ајде, документи. договор ортаци. Немам ништо кај мене моментално. Dimče, ti ne može prodavaš Молим му tuđe sto. лепо, у реду, Utra, ako te najdem, će ti odzemem. у реду. Се зашто? Neće se ga da odzemem, će ih vrati na stopu. Добро, ќе си дојде гаджето, ево ќе ги соберем и готово. Сега ќе му јавам, ќе дојде. Не, цело лето, не съм продал цело лето. Цело лето. Dobro, ma, utra ti ne si sabajle ovdje. Borč, Все за Бостон, за 2000 кила. za njega. Признат. Не, за пајас. Он признал, они се меѓу себе родбини. Они види, Меѓутоа, и он признава дека на милицијата дека фактички бил прекупац и за 2000 Бостон. Сега ја прашувам, од каде овај толку Бостон? Погледнете што е Бостон. Ете и камерата може да отвори да види што е тоа Бостон. Абе, 2 тона босан. Ама немојте така, ние ако треба сега ќе отидеме на лице место да видиме, апсолутно. Ви били сега берено, ова уопште не е сега ни берено. Коти се влада, ќе има да го Ajče, vi доставиш. živete u Čajru, ne? Да, живеем. Не, живеем у Ерджели, а имам куќа у Ne, u Čajru živete. Kaj rabotite, Panče? У Ерджели. Kaj rabotite na rabot? На Зиковче поле. Zikovče polje u Erželu. Село Ерджели. Вие поседувате лична карта од Скопје. Од Скопје, да. Потврда поседувате од местна канцеларија, издадена од матичар. Потврдата ќе ти одземеме. Важи, можете, а можете и да питате Не да питам, утре ќе донесете на шефот на пазарите уверени. уверение од... Дека сте производители и... Можемо тоа. Да. Може. Zašto? Zašto? Добро утро, Лев. Zdravo. Кај ти востанат? Što ste zapnali толкова? Значи не сме човек ни да помогне некоме. Слушай, Ако треба и неја ќе дам. ама нема што треба ти. Ова си купил, Лев. Кој е тук? Ова. Кој? Ова. Мурате. Со оглед дека се знаеме, ме интересира само едно. Со колкав износ си казнен ти од страна на судијата за прекшоци? Па, само едно пут сум казал. За кол износ? Пола милион. Пола милион динара. Pre него што услужите муштериите, ние сме од инспекција.
Сакам да знам каде е шефот или ако е некој од вас овластен во име на него да ми даде одговор. Овдека имате земјоделски производи од разни врсти. Премда е мало количина, ова се круши. Името незино, знаеш дека се по сорти, само круши. Ова е грозија, така ли? Само грозија. Каде е цената, каде е описот по-накраток? А фустали ли е, бело ли е, каде? Ама моментално ставljate, а веќе муштериите се услужуваат. Доматите по која цена ги дава? Каде пише? Крушите? 6 динари. Грозијето? 8. Ве молам, лимоните? Лимоните 1500. Сели за употреба, видите како се. Ве молам. Молам? Како? Видите, ние дојдемо да провериме овдека за овие земјоделски производи. Кај ги чувате? Кај ги чуваме на тезга и овдека... Дали овај простор одговара за тие земјоделски производи, да може да луѓето кога купуваат, купувачите да видат што, категорија, класа, цените? Па не одговарат, само така се затекла продавницата од години. Значи продавниците одговарат. А цената каде има цена? И цената уствари беше истакната он дека само изгледа тие паднато Дали личето. ова одговара за излог не да муштерија, дали доликува нашата фирма, ова погледате? Може не доликува, само моментот тако е. Колку му е цената? 4 динари. 4, да. 4 динари. А тоа е кромпир, дали е за употреба? Еве го. Кромпир. Тоа има мравки по него. И ова е кромпир. Што класа ова, што сорта е? Ве молам за јаболката, ова е делишес или е нешто друго, бидејќи е мешано и тоа уопште како се каже по класа кога имате, видите, и големо, и мало, Ние како и продавница скапано. го примаме И ова. како јаболко и сега тоа што... И ова ќе го дадете под прва класа. Не сме го ни зема, тоа е изложено. Трговските организации се уште не сватиле дека и од промет со земјоделски производи може да се живее и добро заработува. Сепак тие добро знаат и упатени се во малверзации кои на прв поглед изгледаат многу ситни, но за нив вонедно корисни. 5 пари касиерката, 10 пари зголемена цена, 20 грама вагата, ситници кои во подолг временски период представуваат милиарди уште еднаш однесени од джепот на потрошувачот. И ово е артикол. И ово е артикол, така ли? Се ова што е девојчето купило, се е артикол. Дали ги знаете цените? Па нешто знам, нешто не знам. Нешто знаете, Веќе нешто не знам. знаете. И во овака кога нема на самиот артикал ставено цена, како ќе знаете? Значи, или ќе одите во плюс, веројатно, или како? А ако сакате, отворите ја каса. Дали сега на муштериите имате по 5 пари да вратите? Нема. Нема. Па не, И како наплатувате? Па на некој 5 пари ќе му закружиме, а на некого нема да ти А на некој ќе мала наплатите земја повеќе. повеќе, да. Во што е грешката? Дали вие ги знаете цените, не ги знаете цените или оние што ги знаете од прилика, од рака ги куцате, да не објасните зашто вака излезене разлика до 13 динара 60 пари. Вагата подкраднува со 20 грама на штета на потрошачите, како едно. Второ, ова леча која пакува? Паковно оделение, ми Паковно така ја оделение. добиваме од магазин. Така ја добивате. како таква Нели ја така, не е расипана, не е ништо. Не, не. Да видиме во нивната тежина. Повелите Ние- да видите со колку грама во место кило, 960 грама. 960 грама. Да видиме и другите. Нели така? И ова е по кило 1800. Овдека 990. Овдека 940. Ево и еден од акутните проблеми што владеја во трговските куќи. Томи мајонез, истакнато физичко е овде 6 динара. Меѓутоа, и на поднив има истакнато 949,45 пари. Тоа значи двојно физичко истакнување на цени. Истата состојба се случува и овде. Видите, овде пишува 3,90 динари, а на друга туба пишува 3 динари. Ева 3 динари. Двојно физичко истакнување на цените. Двојно физичко истакнување на цените.
тоа не е редок случај овдека, само во едната самопослуга, продавница на импрес, тоа е секаде. Дали кај вас се случило такво нешто да еден ваш работник во случај на кршење на законските, мислам, интерните договори што ги имате во предпријатие или кршење на законски прописи, да биде сменет од работа? Односно да доби решение, отказно решение? Отказно решение до сега у нашето предпријатие нема, меѓутоа има сменено од работните места, од руководител, касиерка и така натаму. Благодарам. Љубиша, од каса под бонови, што е на одмор, еве веќе 15 ден. Бонови не се тоа се пари. Пари се ги менја во бонови. Ето пишува и на липчето, пишува и. Нема смисла, тие ќе изледат. Ете, 15.000 кај излега. И се под документите тамо оставени. Друга, ке вие касиерка ли сте? Овде. Редовно или како? Редовно. Или ученички? Редовно. Сега во конкретниот случај по однос на преглед на касата што испадна? Со ваше пребројување на навоѓање во парите во каса испадна дека тракот покажува 616.470, на лице мешто 631.910 стари или вишак 15.440. Ве молам вие да ми дадете одговор за тоа. Каде одат парите сега во однос на вишак? Па вишокот тие не се наши пари, Видите, не се тие се промет. пари од каса под еве ги. Па добро дужи инспекторе, па се не ќе се лажиме, еве ги со се ливче се тука запишани, па немојте вака. Па нема смисла, ја мислам. На 440 динара, па еве го и ливчето и тоа. Парите се од страна. Абе да не ги потрошиме, јас сум крив. Добро, ти Ја реков ќе му ги потрошам парите, треба да му ги враќам од плата. А реков, ево го ќе му. Према нашите прописи во касата не смее да се чуват никакви други Ја пари, не знам, осем- прв пат други инспектор од вас слушам. Прв пат од вас слушам. осем Не знам. парите кои се наваѓаат во каса, кои се наплаќаат од Па муштериите, се и сите дневен те промет во Да. каса, други пари не смеа да идат. Ова дали е Љубе, дали е Јоцо, дали е другарката или што ја знам, вие своји пари може да држите у каса? Не, јас уопште Она не е Значи, јасно е по законот за ова, Тие се знае одземени дека парите, бе. ние Јасно ми- третираме како Кај е вишак личното, во мале, каса личенцето? Дај ми го. 15.440 стари. Ете Ама еве го ливче, јас- има запишано, еве го ливчето, чии се парите. Види, Владо, тебе ти е јасно дека пари не смеат да се чуват никакви. Од страна на касиерките кога дојдат са бале си ги земет своите ташни, ги предават Нема е кај така. тебе, прејавуваат ги Ташната си парите предадена и ташната. тие тамо стојат во магазинот. Предадена е ташната, Додека нема овде пари во касава ради контрола, било која, дали наша од предпријатие или од страна на органите, би не требало други пари да се чуват, ер тоа е јасно на секоме. Jer регистерот каса не се признават приликом Jer контрола. колку е негово што он кажува да се туџи Да, пари, сега толку тие- е и наше, дека фактички тие Да. пари се од дневен промет Тие- заработен од потрошачите. Немарно е тоа однос на тоа што су парите чувани тука. Ама А чи може ова да се запишано? Па еве бре луѓе со факти, ова е аргументот, бе, немојте така. Аргументот имат ливче, чи се парите. Аргумент ова е, доказ, корпус деликтис, па нема смисла. Ете го тука. Добро, зашто клучот од касата го чува касиерката во каса? Затоа што имам поверење, има поверење, ја имам Нема лично поверење, како раковорител. зашто може- Ја имам поверење и Во Дризово не ме случајот може терало. она да Не, провери точно. во секој момент колку и да контролира Убава касата да работа, извади убава тоа, работа не? дружи инспектори, ние ако се А крадеме може- сами на себе. Немојте така. Може да контролира, не? Не може да контролира, по тука вашите, сум ја. по вашите нормативни акти треба клучот да го држи шефот на продавницата. И тоа не сум го знаел. Сега прв пат го слушам. А Не, клучот веќе го ве држам. молам, И шефе. од раководителот тоа го наследив, што беше клучот си беше тука и сега го држам 2 години, не сега. Јас се извинувам, шефе, незнањето не го оправдува законот. Меѓутоа, со оглед дека Така си. најмана парична единица по закон за паритет е 0,05 пари, што гледам во касата дека го нема. Меѓутоа, на артиклите кои што сте ги изложиле за продажба, гледам дека има и некои измеѓу паритет, нали така? 313 и 18 и така Пред. натаму. Сега Да. ме интересира како муштериите А имаше ги 5 пари плаќаат? тамо, немаш ли 5 пари? Како немаш 5 пари? Ете го, тие се броени сега. Ама те се зависат. Ево ги 5 пари. Ево ти. Тие се заветки. Не се завиткани. Ево, 5 пари имате тука. А 5 пари има и одвиткани 5 пари. Пардон, дружен инспекторе, како потрошачи ние никогаш не добиваме 5 пари. Него Моля? ни задржуваат, Да. секогаш од 5 ни го наплачуваат банка. Да. Често пати ние поставуваме прашање, вика немаме што да ви враќаме кусури така. Благодарам. Добро, немате, Не само кај вас, секаде, не само кај вас. Дали конкретно кај нас 5 пари? И овде, и овде, Сте и барале овде. 5 пари, не ви се Чак и вратили. услугата е многу удобна, овде баш неколку пати, па
поставувам прашање зашто така да поступите. Која услуга? Значи, Никој вие сте што сте жали не ни долг. дава објаснение, само кој ќе дојде вака некој, тоа поступувате со муштеријата. Ја купувам од други вака продавници, па ги гледам и цените и све тие работи. Како се викате вие? Фетауски сами. Што сте по професија? Пекар. А од Скопје? Да. Тука ли редовно? Не е редовен, не е наш тој потрошач. Апсолутно наш потрошач не е. Не сум редовно затоа што не се точни во... Прашајте други потрошачи. Има тука, еве редовен потрошач, еве редовен потрошач. Тој таму другиот, овие се редовни. Ја живеем во ниските згради, па Не, од тој е скоро редовен доаѓам потрошач, вамо, Прв пазарувам. пат го гледам сега. Не, прв Прв пат. пат Не ти сега го влагам гледам. уште една шапка. Не сакам порно да не ми влагаш Втор ти. пат, трет Прв пат, пат не четврт гледам, пат шо? сум влегол. Не вие онака како што треба. Така бе, ние не сме. Ја не сум дошол да се карам, али да кажувам како што Секој е. нас кој како, па и ние живци имаме. Фала ви моите на така. помошта, бидејќи ние како контрола Молим, имаме молим. во предвид вашата изјава, имаме во имате предвид вие положбата на муштери касата, други и ќе ги имаме во прашате. предвид паритетот и сега ќе видиме и други. Бидејќи ние шефот е како што го гледате во мантилот, испаѓа да е касап, а не шеф. Ве молам, каде ви е касапот? Касапот е на одмор. Ја морам да го Ве ставам. молам, бидејќи го заменувате, дали вие сте квалификувани во однос на давање на потрошачите услуга по квалификација на место? Ја едно се прашувам дали во Импрес или во Центро колонијал постои касап квалификуван. На 101 е. Дали значи овие парчења ситно месо е исто што и ова парче овдека месо пред машината за мелење и ова уситнетото измелено месо. Од каде знае потрошачот и јас како инспектор дека ова месо потекнува од понеквалитетна категорија на трупот од овие закони, односно од бутот. Категоризирањето овде е извршено и во самите раскладни уреди, само обележувањето е одсутно. Декларацијата од страна на производителот е избегнато, со тоа е вака створена можност да се меша во продажбата месото телешко со јунешко. Вие не смеете месото да го виткате во бела месарска хартија, исклучиво треба да се витка во целофан. Па после бела хартија. А зошто е вака направено? Пропус има гужва, однеш и нема време тоа. Заради тоа, проти да направи некој дека се смете затекнали дека работиш, те казнуваме со мандатна казна до 8.000. Големината на оваа хартија е далеку поголема од овој таз. Не, ние не га мериме ова со она. Тоа е и оваа хартија. Со месо не ја мериме. После мерење, Тоа е далеку поголема од она што и ова е најлон, тоа не е целофан. Исклучително може да се понатува да се употреби, али правилникот не дозволува тоа. А дали ви е ова спремно за мелење месо? Па тоа се наоѓа во машината. Дозволи малце. Вака пафла, уситнето месо се наоѓа во машината за мелење. Тоа што воопшто не смее. За ваквата состојба, мандатната казна е и текако блага, затоа што законскиот пропис дозволува максимум 8.000 да се казни, а продавачите нормално сака да се отрасат од нас, бидејќи како инспектори полесно им е да на нас се платат по 8.000 динари мандатна казна, за да не станат другите реперкусии, казна и санкции во однос на чинењето на записник. Месото е мерено без целофанска хартија. Не е вложена никаква друга хартија која би во случај ми ја измерила. Би ја измерила и би ми набила по однос на хартијата. Исечено беше од бутот кој се наоѓа на излогот, а истиот бут не поседува никаква декларација. Само има жик ветеринарен за исправноста на здравствената исправност. Ценовникот не е заверен од страна на управата за пазар и цени при собранието на градот на Скопје? Не, има заверено, само не знам кај му е. Овдека нема ништо истакнато, не се гледа. Има заверено вака лист. Па тоа треба да се каже, тоа треба да се види.
како и вагата која се закинува 10 грама, меѓу 10 и 5 грама. Не е жигосана од овој Организацијата за контрола на мерилата и мерните единици. Поради непримена на новите прописи за квалитетот и цената на свежето месо, ова продавница ќе затвориме све додека тие недостатоци бидат отклонети и кога веќе ќе се отклонат до ова инспекција ќе се обратат и ние исти да ќе отвориме. Како што гледате, продавницата е затворена. Меѓутоа, многу проблеми остануваат отворени.